Депонирањето отпад вечен проблем за градот Тетово, иако за 2 месеца инспекторите за животна средина изрекле 30 опомени за смет на недозволени места. Сликите од мини депонии покажуваат дека многу повеќе несовесни граѓани фрлаат каде ќе стигнат. Дополнителен проблем се и картоните кои фирмите ги фрлаат во контејнерите во градот, зашто од инспекторатот му сугерирале на јавното комунално предпријатие да обезбеди садови за селекција на отпад. Казнети се и граѓани кои испуштале отпадни води на улица. Се е летен период кога има зголемено присуство и на гурбешиите кои се дојдени во град Тетово и затоа сме сконцентрирани повеќе во делот со комуналниот отпад, со отстранување на комуналниот отпад. Беше извршена контрола во јавното комунално предпријатие, каде беше сугерирано од наша страна да се постават садови за селекција на отпад, односно да го селектираме картонот и хартијата со посебни садови за смет, во кај што има поставено садови за смет. Значи, од нивна страна да се постават садови каде што би можеле дуќанџиите картонот да го отстрануваат, да не се полнат контејнерите популарно или садовите за смет, како би можеле граѓаните да го изфрлаат својот отпад. Од наша страна беа изречени 30 опомени во последниве 2 месеци на физички лица во врска со неконтролирано отстранување на смет и беа изречени 5 прекршочни санкции. Исто така, овој период каде што имаме проблем со испуштање на отпадни води, значи од септички јами, неконтролирано изфрлање, беа изречени 10 решенија со кои се наложува на граѓаните да вршат чистење на септичките јами, а исто така беа изречени 5 прекршочни пријави за неконтролирано испуштање на отпадни фекални води на јавна површина. Согласно Закон за животна средина, редовно се вршат контроли кај субјектите кои подлежат на надзор согласно Законот за животна средина, беа контролирани дозволите, беа контролирани елаборатите за животна средина. Имаме задолжено 10 фирми да изготват елаборат за заштита на животна средина, а резултатите од отпадните води и емисиите кои се испуштаат во воздух од страна на правните лица, лабораториските извештаи беа во граници на дозволени вредности. Откако пред извесен период во градот се чувствуваше непријатен мирис, Тетовскиот инспекторат направи контроли. Во изминатиот период во град Тетово имаше појава на мирис на плин, значи во градот се чувствуваше, беше извршена контрола кај правниот субјект кој што врши преработка на отпадни масла. Тој има интегрирана еколошка дозвола, меѓутоа од наша страна му беше наложено да врши вонредно мерење на емисии кои се испуштаат во воздух. Исто така беше известено Министерството за животна средина, односно Државниот инспекторат, за тоа што они имаат ингеренција да вршат контрола кај споменатиот субјект. И ситуацијата беше надмината, пошто имаше еден проблем во технолошкиот процес и сега моментално е тоа отстрането и нема да има повеќе проблеми. За последниот период кога имаше мирис на пластика, значи што се осеќаше во градот, тоа беше инцидентно, тоа се должи на спалување од некој диво сметилиште негде на кај патот Тетово Скопје. И контейнерите во градот често се преполни со расфрлан отпад околу нив, поради што се шири и непријатна миризба. Градоначалникот се правда со лошата финансиска состојба на комуналното предпријатие, па решението го гледа во неговата реконструкција која е во тек, односно основањето на 2 нови предпријатија за снабдување со вода и канализација и за менаџирање со отпадоците. Во меѓувреме треба да се објави и тендерот за избор на приватен партнер кој ќе менаџира со отпадоците. Градоначалникот најави и видео надзор со кој ќе се наблюдуваат критичните точки каде најчесто се фрла отпад, за да се казнуваат несовесните граѓани.